Поздрав, дами и господа, ве поздравувам од 1-1. Ова се канцелариите на маркетинг агенцијата и мојата канцеларија поточно, така да ви посакувам добре бидејќи дојдовте и кај мене дома и во двор ми бевте и сегде остана уште во канцеларија да ве донесам и решивме и тука да снимаме повторно со нашиот гостин што ви ветивме втора епизода бидејќи со човекот можеме да снимаме и многу повеќе. И сега како не би се повторувал во најавата, ќе го замолам монтажерот да пушти дел од мојата најава од претходната епизода, да видиме она за Бенџамин Френклин. Ајде. Препознавам во него еден друг човек од историјата и му го имам тоа лично кажано. Препознавам дел од Бен Френклин. Тоа е, за тие што не знаете, Бенџамин Френклин е една фасцинантна личност од американската историја, основоположник на модерна Америка, нели, на Соединетите Американски држави и она што предходело, но сепак зошто ме потсеќа Васил Тупурковски на него, тоа е зашто Бен Френклин има една многу разна шаренолика градација од млад новинар, започнал како млад новинар, чиновник, значи најниско, станал медиски магнат, направил медиумска империја во тоа време со новини, немало тогаш телевизија и такви работи, интернет уште помалку. Потоа станал и политичар, тогаш го прави сето она со Америка и, како што реков, еден од основоположници на американската држава, станува голем научник, писател, еден од најголемите изумители на неговото време и ред други работи. А Циле почнува како одличен ученик и најмлад доктор на науки во Југославија во тоа време и се уште е најмлад доктор на науки на овие простори. Подоцна станува и професор по меѓународно право, огромен влюбеник во музиката и диџеј своевремено, дипломат, политичар, писател, спортист и еден куп други работи, така да ете зошто ме потсетува на Бен Френклин, Циле Тупурковски. Токму така Циле Тупурковски е повторно тука со нас. Овој пат внатре сме. Бевме надвор, сега внатре, ама и да сакаме не можеме врне. Така ни се погоди. Се договоривме со Циле да продолжиме да муабетиме за остатокот од неговиот таймлайн. Стигнавме до 90-тите, нели? И направивме убави муабети кои баш ми се допаднаа во односи на музика, и на студентски денови, и на диско богами, и ноќни клубови малку чепнавме. Да, сега ќе продолжиме од 90-тите навака и ќе фатиме со една прва тема која мене ми е многу фасцинантна, а тоа е дека постоело можеби шанса да ние бидеме во некаква колаборација со Грција во 92-а, ако не се лажам. 92-а е повеќе договорот за името. Така, добро. Можниот договор за името. Потоа имавме уште и многу сериозни разговори со грчки личности за конфедерација. Така, ова е многу фасцинантно и ајде да пофатиме прво со моментот со името. Значи, ние проблемот го решивме на некој начин, го решивме многу скоро. И сега, како треба да се осеќаме моментот дека постоело шанса да се реши 92-а, не треба да имаме... Јас малце лузерски се осеќам. Кај отидоа толку години во непознато? Јас жалам за изгубените години, затоа што тие години не ни донесоа никаков развој во ниедна сфера. Остете што го одлагаме прашањето на името, што си создаде своји перипети и своји проблеми. Меѓутоа, 92-а се решаваше целокупното југословенско прашање и македонското и албанското беа најактуелните прашања во тогашниот распоред на силите во Југославија. И затоа претпоставувам дека грците го имале тоа во предвид. Ние сме им тука и ние сме им сосед. Да. А посебно тоа што имав изворедни релации со нив, со сите председатели, премиери, до Ципрас и Мицотакис новиот, младиот. Ја ги познав сите. Да. И татко му на Мицотакис, али овие двајца не сум ги запознал и не знам што би разговарале. Меѓутоа со сериозни луѓе од грчката политика, од врвот на грчката политика, имавме диалог од 85-та, 86-та, од кога јас почнав да ги водам односите со Западна Европа во партиските председателства. Така да имавме секојаш разговор за Македонија. Отворен разговор. Плюс им го зборувавте и јазикот. Го зборував и јазикот. Зборувавме и на англиски, ама например со председателот Папулјарско што зборуваше само германски,
не можеме никако да се разбереме, освен на тој грчки јазик, Така така да и тоа не сметаше, тоа не сметаше тие Таа за работа. изградени личности. Во 92 јас работев интензивно и имав можности да работам на проблематиката на името. Кога го кажав тоа пред 2-3 месеца, кога имав едно гостување баш овде на канал, на телевизија, на Петка. На канал 5, да. На Петка. Дојде реакција од надвор дека дали некои луѓе биле шашави што не ја зграпчиле таа шанса и така натаму. Аха. А што беше тоа што го кажавте, чисто да повториме? Ја кажав дека 92 точно ќе го кажам и сега. Дојде конкретен грчки предлог откако ние разговаравме со месеци и откако тој некаков предлог беше издискутиран во нијанси со многу други личности од европската политика. Јас ги имав. Со други зборови да имал пас, имал амин. Па очигледно јас не знаев дека ќе дојде тој ден. Тоа беше 18 мај, јас се вратив од Њујорк, бидејќи му поднесов оставка на председател Лигоров на позицијата представник во Америка, не во Северна Америка. Се работев на признавање на Македонија. Така, како држава. И се разидоме комплетно и на 18 јас му поднесов оставка. Му кажав дека ќе одам во Виена, тој таа вечер. Да. И тој патуваше за Европа таа вечер, меѓутоа тој преку Франкфурт, јас преку Минхен и отидов во Виена. Во Виена имав закажен претходно состанок со министерот Алојзије Мок. Тој ми беше голем пријател. И многу моќна фигура. Па, десничарска, јака фигура во австриската политика, да. Така. И Мок соработуваше со мене пријателски. Јас ви кажав, не се сеќавам дали го кажав дека бевме заедно на Европско првенство, да речеме, како пријателска релација. Со правење услуга да не биде тоа никаде публикувано, да биде неговиот паз во Загреб слободен за таа работа. И кога дојдов кај Мок во Министерството за надворешни проблеми, посебно движење, луѓе, новинари, влеговме кај него, да се речеме збор-два пред да биде тоа што ќе биде, и вика, ќе имаме пресконференција, ќе соопштам извореден предлог на Грција за решавање на проблемот со името. Како предлог? Не знам се, не го знам предлогот, знам што дискутирам, а не е неочекувано, тоа е очекувано. Аха, добро. Али не го знам предлогот. Како предлог, вика, вака и вака. И тој предлог беше фантастичен на вистина. Тој предлог предвидуваше 3 милиарди долари за Македонија. Неповратно. Неповратни, 3 милиарди, ние сега имаме 4 милиарди буџет, замислите пред 30 години што значеше тоа. Предвидуваше гаранција за територијалниот интегритет од 5 постојани членки на Советот за безбедност. Значи и Русија и Кина, и Америка, и Велика Британија и Франција. Малтени и од НАТО појако. Така, тоа НАТО, затоа што Америка и Велика Британија. И предвидуваше брза, моментална практична асоциација, членство асоцијативно со Европската унија. 3 компоненти што се неверојатни, што ние ги гониме од тогаш натаму 30 години без некој посебен успех, иако дојде сега членството во НАТО. Да. Па сега евентуално и почнувањето на преговорите, но тој е долг процес, ние ќе го имавме. Сето тоа завршено. Добро, ама 27 години сепак. Сето тоа ќе беше завршено со години наназад и ќе ни даеше огромни можности за развој и за просперитет. Ние тоа денеска го немаме, навистина живееме сиромашно, што се вика. А се работеше за пофин предлог од Северна Македонија? Не дојде предлог за име, само дојде предлог за така. Начинот на соработкава како некој атрибут на името. Повеќе они знаеа дека еден ден ќе се скрши тој проблем околу името. Меѓутоа бараа што ќе понудат. Так. И тогаш понудија премногу. Сега многу малку се тие понуди, затоа што не им се важни веќе, не им се потребни, за нас ни требаат решенијата. После 30 години ние мораме да најдеме некој решение за да си ги отвориме вратите према светот и према новата безбедност на Македонија. И откако го кажавте ви ова реакциите, значи и откако го кажаме, јас му кажав дека нема таква снага во Македонија што може тоа да го прифати. И јас не ја осеќав таа снага како моја, бидејќи знаев какви противници има. 92 беше веќе имавме администрација, председател, влада и така натаму, и јас не оживав нивната соработка и помош. И откако му го кажав тоа, му кажав дека ја ќе го пренесам тоа
во детали што се вика и ќе видиме што ќе биде, дали ќе може да направиме нешто, али не бев оптимист дека некој ќе го прифати, се знае тоа го прифаќаше председателот и евентуално владата ќе дискутираше председателот на републиката. Јас се вратив вечерта и ме прашаа новинари на Скопскиот аеродром, ме зачуди тоа прашање, ме зачуди дека ме дочека, ме прашаа многу ригиден став сте имале за македонското прашање, ама не го врзуват за Виена, него воопшто. Не знам, викам, ја принципиално разговарам и барам успех за нашата македонска кауза. Дали е тој ригиден, може би е, али не знам од каде таа оценка. Но не, се заврши, отидов. Во Скопје од едната сабајле, одма сабајле во 8 или во 9, отидов кај Гиро Глигоров, му го кажа предлогот, не реагираше ништо, ме изненади тоа што ми рече, а видите, ја ќе организирам, дај некоја изјава за телевизијата. Што ја му кажа пред тоа, односно знаеше пред предходниот ден дека поднесов оставка. Ја речнав дека ќе поразговарам малку за тоа. Немаше таков разговор, се заврши нашата соработка. Отидов вечерта на телевизија, баш со Лапе, новинарот на радио телевизија беше разговорот и бев многу умерен затоа што не може па јас сега да ја пуштам во публицитет пораката од Бог. Така да бев многу внимателен околу тоа. Ама државниот врв си ја знаеш? Ја знаеш, му соопштив на Киро Глигоров и државниот врв, бидејќи јас не ја предизвикав таа реакција, ја направи самиот. Дадоа изјава вечерта, министерот за надворешни работи Црвенковски Стево, сега покоен, му ја дадоа таа инструкција, даде изјава дека јас сум ги срушил основите на надворешната политика на Македонија, сум нанел штета на надворешната политика на Македонија. Никој не знаеше зашто е тоа така. Нити А со што сте нанеле? Не кажа? Веќе беше познато дека дошол предлог ова, но тие играа со тоа дека јас сум го донел предлогот, јас сум го дал и така натаму. Дека сте се впуштиле во... Никогаш не кажаа дека креирањето на било каков предлог во полза на Македонија во 92 беше можеби поважен од тоа што се случи денеска пред 2 години кога стана грчко-македонскиот договор, нели? Затоа што ние бевме во криза, бевме во потенцијална војна или во закана за потенцијална војна, се правеа различни калкулации како тоа ќе заврши, со каква војна ќе заврши, дали ние ќе бидеме учесници или не, и како ќе се решава албанското и македонското прашање. Многу алтернативна историја ќе имавме. Па е, и за мене беше значено што за тие работи јас може да разговарам со истакнати представници на најзначајните држави. Тоа тешко се прифаќаше. А добро, денес дадовте интервју нели пред некое време и го кажавте ова, така? И какви беа реакциите од јавноста, како си дозволивме како држава вакво нешто да пропуштиме? Така беа реакциите? Повеќе имаше, не знам, не ги следам Facebook и тие други социјални мрежи. Имаше една реакција од мојот колега од правен факултет, негативна. Таа реакција беше дека тој беше министер за надворешни работи. И ја го ценам како одличен колега и секогаш сме имале добра соработка, но ова ме изненади. Затоа што 30 години подоцна тој беше министер за надворешни работи, но не беше вклучен во ова, не беше дел од преговорите и од разговорите. Ја имав голема слобода. Ја на никого не му реферирам, бев член на председателство, бев со независен мандат, а овој период бев представник на председателот на Републиката во Северна Америка да работам на признавање на Македонија и ја го изработив. Дојде писмото од Буш стариот, од првиот председател на Америка, што се викаше Џорџ Буш, во кое што рече дека во догледен период Америка ќе ја признае Македонија. Тоа писмо преку мене, јас го добив писмото, му го пратив на Киро Глигоров, стигна кај Киро Глигоров. И со тоа имаше манипулација, но не е тоа више битно. Овој мој колега рече дека како би биле изгледале они толку идиоти да не го имаат во предвид ова понуда и да не ја прифатат. За која рече идиоти, рече председателот и јас. Демек, Да, сега кој ги дава тие оценки, како си ги даваат самите, не знам дали се идиоти или не се. Секој има слобода, да. Па има слобода, меѓутоа јас велам зашто беше објаснувањето. Не учествуваше во ова на ниеден начин. Тој беше министер за надворешни. Така. Но
така беа распоредот на силите и јачината на карактерите и на сите тие луѓе што учествуваа во тоа. Сите работи практично ги водевме председател Григоров и јас во таа сфера. Признавање, одбрана, заштита на Македонија, се беше друго сосема во самиот старт. Владата беше едногодишна, првогодишна, па министерот за надворешни и така натаму. Но ја не завлегам во тоа. А што мислите, зошто немало волја да се барем истражи предлогов малце подетално? Дали дека се уште млада држава, па се уште сака да се докажува? Не, тоа што е млада држава, на некој начин е хендикеп, ама и предност. Системот политички не е развиен до крај и силите, односот на силите решава за одлуките на државата. Председателот на државата на Република Македонија беше неприкосновен. Така, апсолутно моќ. Јас бев шеф на другата држава, на заедничката држава. Так. Исто така имав огромни ингеренции и слободи. Так. И според тоа ние можеме да можеби ќе извршиме секако консултации, ќе соопштиме и така натаму, но да се процени квалитетот на некој предлог и што тој значи, какви консеквенции ќе донесе на Македонија, па може и секој сам што се вика зборот и да застане за тој став. Ја имав сериозни информации и историски и тогашни нови историски, затоа што сум ја изучувал грчката историја и балканската. Какви последици може да има позитивниот однос на Грција и зашто би дошол тој позитивен однос во тој момент спрема Македонија. Така да 30 години се фрлени, 30 години се упропастени и не е толку битно дека некој не видел, не знаел, промашил, туку во 30 години не се развивавме. Останавме уместо. Ние одеме со ретроградни процеси, тоа се после се одразува на демократијата во Македонија, на човечките слободи и права, воопшто на правата. Тоа е веќе огромен хендикеп и огромна штета. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Погледни поинако, не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак.
твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5.000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Многу сакам подкасти и муабети во долга форма, затоа и го правиме ова со Циле. Ако ви се допаѓа ова што го правиме со Циле, ќе ви се допадне можеби и vidcast.mk, vidcast.mk со ц. Тоа е една платформа, еден нов проект кој што го направивме заедно со актерката Сара Климовска од филмот Врба, 5+ фамилија и други видеопроекти. Заедно со Сара сме домакини на 10 гости, на 10 различни теми во 10 епизоди на vidcast.mk. Имаме муабети за предприемништво, трговија, што значи тоа да се биде дел од Европа, земјоделство и други. 10 теми, 10 епизоди, 10 различни гости на vidcast.mk. Проверете и кажете ни која ви фати најмногу око. После таков условно личен успех како моментов со признавање на државата од страна на најмоќната држава во светот, нели Америка, сепак вие после тоа како што кажувате си поднесувате оставка. Нели кога тимот победува, кога Така е. Тоа писмо беше пратено уште во март месец, а во април, односно 18 мај беше посетата на Киро Глигоров во Америка и во Обединетите нации. На 18 бевме во Њујорк. Имаше закажан прием кај генералниот секретар на Обединетите нации со точка на дневен ред дискусија и одлука за прием на Македонија во Обединетите нации. И нашите адути, не е битно кој ги ствара. Ја бе професор по меѓународно право, знаев толку. Адутите беа дека сме ние независна држава, веќе имаме собствени признанија, дека имаме територија и имаме население. И тоа се објективни елементи што не зависат од карактер на политички систем, од уредување, од идеологија. Значи, ние ги спомнахме во тој момент сите услови за прием во Обединетите нации. И главната доктрина на Обединетите нации е сеопфатно членство. Таа сака да ги има во своето членство сите држави. И ние чукаме на таа врата. И состанокот беше подготвен на тој начин. Деко Елјар беше генерален секретар, он имаше потполна подготовка, не се извинам, не Деко Елјар, туку Бутрус Гави. Деко Елјар беше мојата подготовка за оваа следбата и јас бев на генерално собрание, како шеф на држава, кај што председаваше Деко Елјар, претходниот министер од Перу. Одиме со предлог да ги представиме аргументите и да нема дискусија. Не може да има каква дискусија, освен политичка некоја несватлива. Ние имаме чисти правни аргументи. Стигнуваме тамо, да не зборам сега за настаните околу одење, влагање и така натаму, не е битно, таа се повеќе хаотични ситуации. Одиме кај Бутрус Гали, присуствуваат личностите што ги договоривме, кои што има улога во тоа. Например, рускиот министер за надворешни работи, рускиот на Федерацијата руска, не на Советскиот сојуз, Петров, кој што беше правен советник на Деко Елјар. Значи, он кога ќе го чуеше нашиот предлог, он како правен советник на Деко Елјар, ќе речеше тоа е реално, предлогот е одличен.
И точка. И да не бил во тек бутрс гали, ќе го прашал својот советник. И тоа е советник на Обединетите нации и така натаму. Све мислам дека беше подготвено. Кога влеговме и кога почна разговорот, не се покрена бабата. А за што се разговараше? Се разговараше пола саат колку што трае состанокот, иако секогаш нашите викаат во подолгиот разговор. Најмногу трае еден разговор, па меѓу и Путин и некој американски председател пола саат, толку е. Толку е концентрацијата, толку е енергијата. После може да ручаат заедно и така натаму. И ова беше релативно краток состанок, кој што заврши за мене потполно нејасно и недефинирано и од таму моето незадоволство и моментална оставка. Одма кога се вратиме преку патот е Плаза хотел, тоа е хотел на Обединетите нации, ја му поднесов на Киро оставка. Одма, истиот момент. Дадов сериозна елаборација во 7 точки, но тој никогаш не ја даде тука во јавноста, кога бараше тоа писание собранието и сето тоа се заврши. Ја не добив никаква посебна штета од отфрлањето на предлогот што дојде во комуникација со Алојзија Мок. Тука не се случи ништо. Иако тие напиша предал интересивана, ја до тогаш имав голем сериозен капитал, бидејќи учествував на значајни позиции во значајни политики што ја тангира Југославија, распадот на таа земја, опстанокот на Македонија, незината понатамошна развој историја, да. Така да тоа си заврши така. Јас следната година има промоција на мојата прва книга за античка Македонија. Многу популарна. И Киро дојде, и целиот театар беше препол, се пишуваше за тоа, ја морав да одам и одев по други градови, држав промоции, така потоа имаше 4 промоции на 4 книги и така натаму. Така да не претрпев никаква штета од тоа, нити ќе ми беше значено. Јас претрпев штета од неприфаќањето на предлог што го сметав за решение на Македонија во тој момент и понатаму, бидејќи 30 години немаше да се случат. А и сега овие години се доста понатамошно деликатни со Бугарија и така натаму. Имаме односи кај што не се разрешени тие прашања. Многу влогови ќе немало потреба да ги даеме. Така. Така. Ако имаме време за собствен развој, имаме време за економска политика, ние ништо не направиме во овие 30 години. Сето тоа се заврши на штета на граѓаните. Добро, убаво е да си кажете вака, што се вика да на еден начин да и да чуе јавноста, ама па и вие да си го изнесете тоа. Јас сум свесен дека сега во 3 месеца, прека 2 пати доаѓа и ова е такво кажување. И не е доволно лабински елаборирано за да, ако сака некој дел друг од јавноста да го слуша ова. Меѓутоа, тоа ми тежеше мене 30 години или секоја од 30 години. А понатаму поедноставно ќе ми биде за да излезам со правата елаборација на овие проблеми, на учество во овие зафаќања. Секако мора да се биде објективен и ќе сметам дека ќе зборувам објективно. Сега додуше и многу од актерите не се повеќе живи, но има и некои живи кои што си кажуваат своја историја. Не ме закачаат мене затоа што јас сум жив, ќе може да одговорам, али ја слушам таа историја и понекогаш сум зашеден. Ги гледате дупките у приказната. Да, понекогаш сум зашеден. Ај да ве прашам за Вашингтон, бидејќи нели фактички живеете таму во тие рани 90-ти, ама не ви е има еден период кај што сте таму малтене и присилно? Како му доаѓа, значи вие фактички... Па бев представник од јануари 92 до мај 92 службено. Додуше не се регулираше платата и затоа па добив прекин во стажот и сега имам пензијски стаж од 32 години. И тоа е за мене сосема прифатливо и вообичаено како што ми се правеа различни работи, не сакам за тоа да зборувам. Во Вашингтон имав пријатели, имав активност сериозна и имав доволен број на контакти и на слободен пристап до американските институции. Така да јас за 4 месеци, односно дури за 3, во март месец го добив писмото со подпис на Џорџ Буш.
Значи толку да речам за толку кратко време се оствари мисијава за која што отидовте. Така е. Па практично така и ќе беше, сеедно, затоа што во тој момент се уште немаме признание. Јас реков уште малку ќе поработам тоа да се стабилизира, да се стегне и така натаму, тоа писмото го имавме и постои во нашиот архив, се разбира. Кај председателскиот архив. Али потоа се случи овој инцидент за мене непростив и несватлив и јас реков да се одам. Така. Не само оставка од таа позиција, туку практично оставка и од цел политички живот, така, цел политички. Што правите во меѓупериодот? Ги пишувам книги. Ги пишувате книги. Пишувам книгите затоа што тоа е 93-та првата книга, 97-та последната, четврта. Јас претходно 12 години ги спремав книги. Да, тоа не е... Така да тоа е континуитет кој што ми дојде, што се вика. Што си најдовте време да седнете да ги склопите? Тоа да ги напишам, да. И добро и се продава, доколку фактички... Па ние продаваме неверојатни 70.000 книги. Највисокиот број на продадени книги во македонскава библиографија, да речеме, е пире со 3.000 книги. Тоа е значајно, тоа никој не го подценува, никој не сакам да кажам дека е малку, ние сме премал пазар. Меѓутоа ние имаме интересна тема што ја експлоатира многу луѓе. Значи фере да се каже од 2000 нагоре дека е убер успех, па сега нека замислат луѓе што значи 70.000. Сите што се занимаваат со издаваштво знаат колку е 3000 книги и колку било 70, нема да им се верува. А може да се каже дека и добро се живеело па од тоа на крајна? Па јас живеев. Дека добро заработивте. Јас живеев бидејќи останав во Америка после оставката на таа функција. Така. Живеев практично до 98 година во Америка. Во кој што да речем живењето си го финансиравте пред се од книгите. Само со книгите. Добро. Така да значам. Тоа се доволен број на години, да. Точно. И доаѓате назад во Македонија и назад во политичкиот живот со тајванската приказна? Не, со создавањето на партијата. На ДЕА, значи тоа коинцидира практично. Така. Ама вие немате у глава Тајван кога ја правите ДЕА? ДЕА ја правите чисто... Не, ние правиме ДЕА во 98 пролета. Односно пролета ја формираме, зимата и пролета. Јас веќе го знаев во целина сценариот околу Тајван. Така. Бидејќи јас не го делев со никого, немав обврска. Тогаш направив партија, тогаш евентуално ќе може да зборам за тоа, но и тоа ние не зборувавме. Зборувавме на теми што се економски, апсолутно економски, и некои генерално познати од моето делување порано. Националното прашање во Македонија, демократијата. Значи во вашиот таймлайн идејата за партијата и претходи на Тајван како идеја, така? Не било обратно. Не и претходи. Не? Јас немаше да имам тоа иницијатива да ја направам партијата, да не беше ако не дојде Тајван. Затоа се коинциденции чудни, затоа што јас решив да се откажам од политиката. 92 кога се... Тоа да биде крајот. Тоа беше крај, зашто се сериозно пишував и ќе продолжам со други теми. Така. Меѓутоа, кога се појави ова, тоа е останува за некоја поширока експликација, може би и на оваа телевизија, може би ќе се јават други интереси. Так. Тајван е пропаста на Македонија, но не од аспект дека ние донесоме заклучок или став да имаме односи со Тајван, па затоа раскинаме со Кина. Него туку од аспект на огромната шанса, тотално реалната шанса Македонија да биде со таа големина што има, со тој диапазон што го има, да биде сериозно развиена земја и да пружи сосема друг живот на својот народ. Така. И во кратки црти таа идеја ви доаѓа многу случајно на службен пат, фактички ви, така? Јас бев во Америка и останав активен на некој начин да разговарам, да имам контакти и така натаму, држав предавања понекогаш на универзитети, во разни клубови и така натаму. И дојде една иницијатива од една економска групација во крајот кај што живеевме, тама во северен Вашингтон. И таа жена што беше председателка, она дојде со идеја да ги посетам Кореја и Тајван. Така, работна посета. Да, и да држам предавање. Така. Бидејќи држав тама во разни клуби. Океј. И отидов јас и тamo од
Кореја не примев никаква понуда, освен почит и можности да елаборирам некаква тема македонска или балканска, а од Тајван добив нивна идеја, не викам ја дека сме создали идеја, ја добив од нив комплетно. И тоа добивате од врвот, значи од председател на државата. Лично од председател на државата. Јас потоа одев 12 пати во Тајван за 2 години, 2,5 години. Јас не видов друг освен министерот за надворешни, подпредседателот и председателот и премиерот. Тие работеа на тој проект. Тоа беше нивен многу сериозен проект. Пред нас представен како огромна можност Македонија да направи тајванска кариера во развојот. Так. И тоа воопшто не беше нереално како што ми беше представено. А пуста ние во првата година од владата добивме 200 милиони. Во втората ќе добиеме нови 200. Од Тајван. Тоа е таа милиарда што се вртеше, ние никош не кажаме. Милиардата на Циле. Да, милиардата на Циле никош не беше идентификувана од каде. Али таа реално постоеше во години. Али сакам да ја прашам психолошки, значи вие си одите поема немате дека ќе се случи такво нешто, си одите на работна посета да предавате на универзитет некој нешто. Така е шанса. И се ве вика председателов. Ви го кажува ова, значи јас знам дека доаѓаш од Македонија, нова држава, млада држава, имам идеја, јас да малку ми е интересов на Тајван да го подобјасниме. Ја ќе ви го кажам интересот на Тајван, после тоа се покажа прецизно што е интересот. Интересот на Тајван секогаш беше да биде признаен од Македонија. Добро. Зошто од Македонија? Затоа што очигледно има оценка дека тешко ќе може да изводат признание од некоја друга европска држава. Што има и поетаблирана и со повеќе конекции. Така, ние сме нови, ние тек го трасираме патот. Ние бараме начин да се развиваме, одека е хаос, 90. Така е, требаат и финансиери, 90 годините кризи. Што све не се случуваше во Македонија. И на краткот кришта, дури и војната 2001 година, одека вооружените судири во Македонија. Така да они дадоа понуда која што не може да се одбие. А од страна, што мојата проценка беше дека е изворедна затоа што е економска, тука немаше никакви игри. Јас знаев дека католичката држава Ватикан го признава Тајван во Европа единствено. Дека Европска унија има одлука да не го признава Тајван. И кога дојде 2001 во 2000 година ние преговаравме со Европската унија за асоциација и ја добивме. И нормално тоа прашање беше на дневен ред. Тие не ќе го дискутираат, рекоа дека кога ние ќе заклучиме било каква спогодба со Европската унија асоциација, еден ден и членство, бидејќи тежнеме кон членство, ние ќе подлежиме на тие исти принципи, дека ќе мораме да имаме единствена европска надворешна политика, се знае тоа што значи. Океј, али од друга страна ми кажа дека соработката нивна со Тајван е неизбежна и Тајван е толку мокна економска империја да им ја наметнува таа соработка по било кој принципи, кога не се целосно во полза на Тајван, те имаат снага да им вршат притисок и да победуваат во тие битки за економски престиж и така натаму. Добро, значи они фактички ќе си купеле на еден начин имидж со тоа што ете една земја ќе ги признае, но од веројатно втората и малце ќе си подотворат и врата на Европа. Они ќе направеа сериозен продор во Европа, бидејќи во ништо не бараа да бидат тајванско во Македонија. Све ќе беше македонско, а во суштина ќе можеше да транзитира производи целосно тајвански фабрики. Ние ја отвориме првата економска зона. Во таа зона требаше да има 121 фабрика. И сето тоа пропадна втората година. Нашите не го изградија ни надвозникот, додеше над автопатот во Петровец. Сами го платија тајванците. Дадоа 200 милиони во првата година. 200 во втората. Така, 400 вкупно. Развивме неверојатни програми. Неверојатни, не е тоа. Добро, да, за друг пат. Да, тоа е за сериозно представување пред нашата јавност. Ама ништо од тоа, господине Цилен, не бидна. Па знаете се. Кај пукна фактички тиква? Кај пукна. Знаеш, кога веќе сме отишле на тој пат, окей, тераме по тој пат. Како може во интернационални релации да се фатиш за орото и од ден на среде ора да речеш, не играм? Па, се може, кај нас тоа сме го видели, сме го осетиле во овие 30 години.
Политиката беше, не можам сега, не сакам да кажам, наменета против мене или ориентирана против мене. Меѓутоа, на некој начин јас стекнав позиција во Македонија и име, и популарност и така натаму, и може да се борам за политички позиции. Затоа тоа го направи по дадената шанса од Тајван 98, односно до 2000-те. И не ми значеше ништо никогаш. Ние бевме 2 години во владата и втората година напуштивме владата. Јас имам тогаш 12 министри во владата. Што е многу интересно, значи никогаш и претходно, а и после тоа немало така јака трета опција. Не, никогаш не, после тоа немало, пред тоа немаше, да. Оваа трета опција 12 министри, 15 пратеници. Она им беше јасно на тие што тука владеа, тие беа двете опции и на нивните итреци дека ќе биде прва опција. Затоа што веќе на првите избори... На пат е да станува примарно. На првите избори ние освоиме 130.000 гласа. Имавме 12 министри. Бевме носители на економската компонента што носи единствено развој и што носи единствено позитивна понуда за граѓаните, така да тие ќе го видат тоа, не може да не го видат. Денеска го гледаат кога го немаат и во сиромаштија, замислете, и поддржуваат политички опции во промашени политики, а камоли кога ќе имате таква политика. Не имаме тотално изработен програм. Ја не викам дека тој во доволна мерка стана и наш на да. Меѓутоа тој беше тајвански програм. Него го водеше бившиот зналци од таму, ноу-хау од таму. Кажам, него го водеше програма, шеф на програмата беше потпредседател на Светската банка, додека Тајван беше членка на Светската банка. Кога влезе Кина, Тајван нормално го избриша и Тајван секоја знае што ќе му се случи во крајна линија. Туку доволно е да има на располагање некое време да ги прикаже тие своји можности и тие се неверојатни до денеска. Тоа е и ден денеска едно од најразвоените земји. Нема пункт кај што не е тој развој фантастичен, од технологии, од електроники. Не постои пункт кај што они не се први во светот. Они се членка на Светската трговска организација заедно со Кина. А Кина не сака да чуе за Тајван или ќе им води војна, ќе ги уништи. Тоа е чиста лага, затоа што тоа е еден народ, една нација и ние пред да го прикажеме сето тоа бевме и во Америка. Мене ме прими и нашата делегација, не само мене, Гор, подпредседател на САД, и ја го покренав тоа прашање, вика тоа се е ваше прашање, а во крајна линија што друго ја да ви кажам кога Америка со закон ја штити независноста и интегритетот на Тајван, со американски закон. Значи, ако некој го нападне Тајван, па и Кина, премокња Кина и преблиску лоцирана Кина, Америка има обоврски да го брани. Така да ние значи не дека нашава стратегија била против големите сили. Не случајно. Кај можеш тако нешто? Па ние немаме шанси освен камо среќа да имаме некои односи, да имаме стратешки партнери и така натаму, али камо среќа да имаме и ваков економски моќен определен партнер дека ќе ти помага. Ќе ти помага затоа што ти рекоа ние ќе направиме Тајван во Македонија. Па што сакаме ние да? И добро... Ја доби болести и така натаму, се ми се случи во 2000-та кога беше избркан Тајван. Од тие стресови, е? Се. Еве, тој момент, значи, напуштањето, вие напуштате коалиција, малку знаеш да објасниме, ако може, како така моќна позиција се напушта? Тоа е принципиална позиција. Принципиална беше мојата позиција да станеме партнери со ВМРО и да направиме коалиција. Мојот став беше дека 8 години многу лошо владееше СДС и дека мора да си оди, па макар и на 4 години, па да се врати, да се поправи. И нема друга. Добро, демократски процес е тоа. Јас верувам во демократија, кај нас демократијата во тој период, па и сега. Да ти ја немало. Лесно може да манипулирате и да играте. И вториот принцип беше мој, дека, например, во односите со ВМРО, тоа е силна политичка партија и има свој да речем тие снаги што го следат во ВМРО. Така. Вие не може да ги затварате. Добро, затоа се двете партии толку време. Тоа е сега точно, вие не може да затварате тоа никогаш да не дојде, а тако став имаше во тој почеток СДС. Едни избори држаа без ВМРО.
Сега ќе видиме дали ќе се случат некои такви релации. Значи, мојот став беше принципиран и ја им го кажав тоа на СДС, зашто нормално дека тие ќе разговараат со мене, затоа што ние не ги ни познававме тие ВМРО-ци, не ги ни познававме, ја ги познав сите што се СДС тогаш. На некој начин јас сум бил во таа партија порано, не во СДС. За комунисти ја не влегов никогаш во партија во Македонија. Од 90-та година се останав непартиски, ше не учествував во првите избори, не барав позиција и тоа. И ја поднесов оставката 92-та. Али пред тоа бев составен дел од тие структури, ги познав. Имаше некоја капка што ја прелила чашата, така да се изразам, во вашата одлука, напуштам коалиција со ВМРО, готово толку сила? Беше принципиално. Ние претходно водевме разговори официјални, имаше дури некоја јавност во тоа, и со ВМРО, и со СДС, и со малите партии, ги соопштиме нашите стави. Ние баравме апсолутна гаранција дека ќе се реализира економската програма што победи во 90-та година, во 2000-та година. Кој сака да реализираме заедно? Нити од ВМРО, и се повлеков. А не е од оваа дистанца малце опција може би било да големи СДС и ВМРО фактички ја изиграле малава деја да не и дадат да расте? Не, во тој момент не. После тоа која ја направија големата коалиција, тоа ја направи меѓу себе ја направија да се врати некако ВМРО, СДС да не чека цели 4 години, 2 години Бранко толку може да чека, Црвенковски, и не може ни толку, ама кога мора. И потоа се створи таа стратегија, тоа сум сигурен, меѓутоа и ние не покажаме никаква издржливост. Мене ме напуштија практично целата парламент. Тоа што кажува тоа? Па немогуче е тоа. Која лекција? Ние држиме седница во која што носиме нашата одлука. Нема никаков знак на противење. Не глас, нема во дискусијата нема. И од едента почнуваат да си бегаат, да ги купуваат. Да ги купуваат. Их се, доаѓаат кај мене ми кажуваат. А добро, како ви кажуваат? Со срам така малку или? Со срам. Ја има возможност да зборуваат со мене барем насамо, не беше тоа некоја групација да рече мај се искажете што ви се случи. Па нормално дека тоа срамота, па меѓу нив имаше и мои најдобри пријатели и другари. А како човек да не се разочарува од сето тоа? Па се разочарував. Еден од нив, еден од моите најдобри пријатели и културна личност, уметник, напиша отворено писмо во Нова Македонија и на крајот напиша: "А пријателството заборави го." Со тоа го заврши текстот. Ја нема одговорив никогаш, до ден денес го носам тоа со тежина. И ми е жал за секое пријателство, камоли за едно такво пријателство. Ама неколку други луѓе, чак и професор Марјановиќ, некои други новинари му напиша злочести писма заради таа негова констатација. Пријателството заборавио. Како ќе заборавиш пријателство? Значи не било тоа пријателство. Баш така, баш така. Една од личностите што беа таму беше и Есма, така. Есма остана со нас цело време. Така. До крај. И кој е ваш така чисто еден спомен за Есма да ја спомнеме, што се вика, кој спомен ви останува од Есма? Па Есма се створи нашето посебно пријателство, иако ги познав и мажот и нејзево, што бидејќи живеа во Београд и одеа на многу приеми, секогаш беа на приеми, ја има по функција задача да бидам на многу приеми, се запознаме и се знаевме. Кога се врати во Македонија, 90-та година, јас имав канцеларија, иако бев член на председателство во Београд, имав канцеларија и во Собрание на Македонија. И дојдоа со мажот и со Теодосиевски, со плачење Есма дојде, добиле локација на Водно и тие жители околни комшии напишале практично, а тие се сите истурени, истакнати личности во некој македонски општествен живот, се спротивставиле на тоа да живеат тие таму. И тогаш ја и реков, така они едноставно има после тоа симпатии за мене огромни, Есма ептен. Јас им реков, добро, ќе живеете на Кале, кај Американската амбасада. И ја тоа го реков и така и беше, така и стана. Може би и тоа да го направам. Така да Есма беше драгоцена
како лично за Македонија. За нас во партијата беше изворедно значајна, меѓутоа јас секогаш ќе викам не можеш ти да се ангажираш. Она сакаше да ни ја даде куќата. Да ни ја препише куќата да биде музејна, да. Ја не доаѓа во преди таква рада, па сега ја испокрада куќата. Може би подобро ќе беше да ја земе. Па, од оваа точка. Да, добро. Ај вака да ја завршиме таа политичка приказна чисто од аспект 2020 година, како што кажавме и претходно, нема ни Т од трета опција уопште, нели? Али што совет би дале, да речем, општо за можностите, не за некој кој што сака да прави трета опција, туку поише како гледате на шансата да се повтори таков успех некогаш? Или мислите нема шанси? Нема шанси ако размислувате прагматично и доста на секој поединост од тоа, затоа што требаат пари, парите ги имаат двете партии, како ги имаат друго прашање. Треба демократски процес, треба да се измени политичкиот систем, да има гласање на друг начин во една изборна единица, така тоа го нема во Македонија, нити ќе го има под ваква номенклатура на властите во Македонија. Тие се определиле за тврда линија, за чување на власт. Зашто е тоа така? Па мислам дека луѓето не се наивни, разбираат корупцијата. Добро, посебно во сиромашни држави, да речам, не толку развиени. Не дека сме ние најсиромашни тама работа, но не сме па ни најразвиени. Али не секни, сепак не секна живеат луѓето во Македонија. Тоа е трагично да поведа некој што сака друг просперитет да види. Не толкав голем, не американски, не германски, ама македонски просперитет сигурно е различен од овој просперитет на сегашна Македонија. Така. И ако сте млад, да речеме, сега во ова време, би си заминале од државата, што би правиле? Ако сте 20 годишен циле? Јас имам шанса да отидам надвор. Се откажав од трогодишна стипендија и докторирав во Скопје. Значи, само магистрирав во Америка. Потоа има многу, навистина, искрено ви кажам, многу понуди за професорска позиција надвор. Јас знам како тоа се реперкираше дома кај нас. Како се врте работите против мене, затоа што јас се уште мислев дека можеме нешто да направиме за Македонија. И можеби се изложав 2000-98-2000, кога помислив дека тајванскиот проект е спас за Македонија. Тој е спас, апсолутно, не се изложав во неговата вредност. Тоа ќе го бранам до крај. Меѓутоа, сите расположенија беа навистина некоректни и се сведува понекогаш и на личност. Мене ми беа направени големи штети, мене ме судеа 8,5 години, знаејќи дека нема шанса да може да... Нити мене ме плашеа со тоа, меѓутоа фамилија, односи, добро, стресовите, кај се тука и сите тие работи, и собирање потписи низ цела држава или не знам што таму. Добро, мораш да покажеш дека нешто се цениш или дека нешто... А колку играш улога маркетингот во тоа, во смисла да ве етикетираат на еден начин и просто... Па не, нифи беше важно и до ден денеска мислам дека е тоа многу сериозно. Таа милиарда на циле како подсмев да се зима, не знам што. Тоа е точно, тоа е пиар. Тоа е пиар, исто мои значени колеги го праве и така натаму. Не е битно. Ако се слушне ова приказна сериозно, ја ќе ја представам сериозно, ќе добијам шанса и начин. Сигурно е дека ќе се свати топката сосема. Меѓутоа сега најверојатно е изворено закаснето сето тоа. Ја не можам да верувам дека Тајван би се сложил пак да разговара со нас. Тоа е многу тешко. Навистина нема ни човек. Уште да не е председател. Така, не. Тоа нема никаков аргумент и не е тоа мојата амбиција. Меѓутоа да се направи... Лекција верувам само сакате да земеме како општество, веројатно, или? Па, затоа ако ги знаат работите луѓето, ако престане важноста на тоа тврдење, на тие тврдења дека е тоа промашување, дека е тоа авантура, тоа што ми беа дадени, а тоа ќе биде сигурно ако се кажат аргументите јасно и гласно, тогаш ќе биде тоа лекција сигурно. Зашто ќе имаме различни лекции во животот. Може би ќе имаме други, може би ќе имаме слобода да одлучиме за некоја опција што е исто така важна, алтернативна, а може би ќе донесе огромен
просперитет. Така. Ајде на една друга тема, убава тема за дружба, бидејќи зборевме во минатата емисија за дружбата надвор што сте имале. Сега да позборуваме за тукашната дружба во Драмски, да речеме, на пример, вие сте имале неколку така интересни кафанчиња, ама не многу. Луѓето имаат спечено како циле многу кафанџи, ама кој знае колку уствари. Јас сум секој ден во кафана, ама во 3 сум бил цел живот. И кој биле, да речеме, пример? Па прво беше после е Фуфо. Да, прво беше Славе Бибили, односно тенискиот клуб Југ. Добро, така. Што ја бев 8 години. У парк. Да, исто толку 8 до 10 години бев во кај Фуфо. Така. 10 години кај Мичо Егечето во Драмски. Така. И сега сум на една лајт варијант, потрајна, али полесна категорија во Стар кафе, исто 8 години, кај што пиеме кафе со... Нема плескавици веќе. Нема, само кафе. И на тротоарот, некој остануваме цела година на тротоарот, некој се севат и во внатрешниот дел на кафаната. И кај што исто така, ја секогаш сум развил изваредни пријателства и тука уживам во пријателите што ми се релативно нови, 8 години. Претходно тие беле 8. Не ги заборавам ни тие предходните 8 и така натаму. Не тие 8-те со Славе Бибили. Што е кога сме кај плескавиците? Што е тоа плескавица Калифорнија? Која е тоа? Плескавица Калифорнија е плескавица со рендано сирење на печено лепче. Добро. Значи прво лепчето? Па да, толку беше тогаш и стандардот толку беше. Ние бевме во прва година, втора година можеби на факултет, не покасно, јас се вратив од Америка и имав увид во тие специјалитети и ја промовирав и си помина. Добро, бевте таму и готвач едно време во Америка? Во Америка бев готваш, бидејќи бев вработен како и секој средношколец, затоа што му треба некоја финансиска подршка. Не сака да троши време, така е. Па работев во една брза храна, ресторан за брза храна Дейлис. Што немаше? Имаше и имаше можност да се доаѓа со автомобили, take away food, да. И јас го држав тоа и внатрешната кујна, и таа за take-away што. И бев командант од 4 поручак после школото до 11. Супер. Втора смена. Понеделник, вторник, среда и четврток. И значи сам за се го организираш, да те учат и готово. Доаѓа моите пријатели, тие што не работеа, па со нив им правев различни зафрканци за да не биде квалитетно храната или да не се жалат, не може да се жалат. Бидејќи работев од понеделник до четврток, а петокот игравме кошарка натпревар или друг спорт, меѓутоа главно беше кошарка која ме избрка од работа. Избрка? Да, па нас ни падна плей-оф да играме понеделник. Добро, а вие на смена? Јас отидов нормално на преварот. Сменава празна? Смената празна, мораше господја Руби, таа што беше шефица, да ја води кујната и ме избрка од работа. Јас се жалев кај собственикот од Детройт и Руби ме врати една недела. После пак беше понеделник и вика пак увеза. А на крајот два пати ми. Пак отидовте на утакмица? Не помогна ни помошта. Па што им кажавте, имам утакмица, бе луѓе, да и најдете замена. Но рече не може да има никаков прекашок после ова простување и тоа беше депасирано. Јас отидов и не ме интересира. Тоа се правилата. Да. А потоа кога дојде август и отидов и од таму моравме таму да се простиме, тоа не беше собиралиште. Она частеше таа Руби, не ме разрешила на мене. Немаше да поднесе недисциплина. Така, немало зла крв никаква. Во седењето во Драмски, од таму ли е вие инспирацијата? Вие, не знам, малку луѓе знаат дека имате готова театарска представа, малте подготвена за продукција? И тоа одамна? Точно е дека во тие години ја напишав, иако нема врска со Драмски, можеби атмосферата ме инспирираше, ние живеевме со актерите, пријатели бевме, пријатели. Со актерите, со актерките. И сценаристите, и режисерите. Да, кој не пројде тука и кој не се дружеше со нас и ние со нив. Ние бевме буквално пријатели, големи пријатели. И друга беше мојот мотив, за таа е мелодрама. А за што се зборува? Се зборува за едно воено лице што е ЕГС и е пилот на ЈНА.
Значи тоа време. Настанот е 80 и скоро беше војната во Југославија. Почетокот? Па 89-90, ова е 88. Значи малку пред. Настанот е реален. Имаше едно бомбардирање во Словенија, тој пилот го изврши и он загина во тоа. Он е мојата инспирација и лично затоа што може да го представа македонското прашање во многу духовен начин. Таа е мелодрама, она на крај е жалосна. И некои од личностите, али хероите се значени по моје мислење, по мислење и на многу што ја прочитаа и што ја оценија. Кој на пример ја читале? Кому сте ја дали? Па ја дал да прочита и да ми каже, ја бидејќи не сум дете, да ми каже Коле Ангеловски као режисер, дали би идела ваква работа, зашто не сум учествувал, не сум пишувал. Чисто кажеш што мислиш? Да, кажи ми, нема проблем, ќе се откажам одма. Коле вика ја ќе ја режирам. Опа! На Маврово си боравеше и ја прочита таму. Му дадов на сега главниот наш македонски глумец. Ристановски Никола? Ристановски Никола. Му дадов на Никола. Има точно ја гледав улогата негова. И нормално и он е... И он ја виде? Ја не па многу, он повичен од мене. Ја ги напишав такви, ја ги напишав неколку улоги, буквално беа за некого. И Ристановски века ја ќе играм. Да, ми вика, значи е добро. Шубо, супер. Значи е добро, супер, да. Супер. Да. Па може ќе го види светлото на денот, што не е, сега сум како да сум уморен за целата оваа ситуација, не сум ја форсирал, не сум ни пробал да ја форсирам неколку години, а веќе е напишана 4 или 5 години е готова. Така. Да, нити верувам дека би именувал нешто што ќе се јави некој сега после. Па сепак ќе дадам на некој, зашто да не, нека си дадат своја собствена нова оценка. Може и таа ќе биде позитивна, ќе се изведе. А добро, кога сме кај пишувањето, мислам доволно ве знаеме да го имаме тоа оценето. Вашиот живот вреди за автобиографија. Зашто па тоа нема? За автобиографија јас и направив некој мој распоред и ги напишав 4 истории на античка Македонија. Сега следи историја на светот, следната ќе беше историја на светот, ако имам здравствени проблеми, не ме со рацете да ги користам, колку што ја сакам да работам интензивно. Потоа следи историја на Македонија, од кога ќе стекнам ја тие, да речам, докази дека можам да оперирам во таа област на историографијата, а веќе е начнато тоа со историјата на античка Македонија со 4 тома. Така. Да. Историја на светот во еден интересен вид, како што нема во светската историографија, затоа што тоа е како еден роман. Не е фактологијата гола и така натаму, кај што се тежно е да биде представено на тој начин, току многу една поширока интерпретација. Прозаично би ја раскажале, може. Многу една поширока експликација на таа историја. Добро, слично и на книгите како што беа и со Така е. античката, нели таму беше на таков начин? Потоа мислам дека ќе можам да со право и легитимно да напишам и историја на Македонија, така ми беше план. А вашава историја да ја напишете? И после е тоа. Ако сум жив. Ако му дојде време, да? Ако сум жив. Да. Добро, би било убаво да го имаме. И бидејќи сме више при крај на брзинка некои такви блиц, сакам чисто прашања. Вие често викате дека американската стратегија е паритет на сили. Да. И што значи тоа за Балканов? Например, како гледате, што ќе се случува? Таа е применета и на балканската геополитика. Значи во тој паритет на силите во Балканот по американската доктрина ја постојат Бугарија, Грција, Србија и голема Албанија. И тоа е така, затоа што објективно ние сме помали и не можеме да обезбедиме приоритет. И значи треба една голема умешност, голема познавање, голем развој во различни правци и голема издржливост, а не нашево секојдневно делење. Еден мал народ ние сме го поделиле. Со други збори, што помал толку поединствен треба да си внатрешно, а? Така е, треба компактност, треба развој, треба култура. Тие кај нас работи не се почитуваат, нити им се дава значење.
Меѓутоа, ние сега, например, може би излезене деломо од овој проблем, затоа што влеговме во НАТО, значи некаква гаранција за нашиот територијален интегритет и безбедноста имаме. Барем за тоа да не Меѓутоа, тој не е дефинитивен и таа е опасност за Македонија. Меѓутоа, тоа е широка тема. Мора да се размислува за тоа дека секогаш американците, па и во случајот на НАТО, имаат план Б за секого. И дека се паметни. Тоа треба да се елаборира и да се разговара, не сакам ја да пашам никого. Јас се надам дека ова е безбедност загарантирана со НАТО. Добро, до сега така и се покажувало низ историјата. Така е. А исто накратко, можно е некој да ја помине Америка во бидување светски лидер? Како вие гледате, нели, цело време го зборе, порано и БРИК го збореа, нели, како група, ама сега све повеќе па само Кина ја издвојуваат. Мислите дека може да дојде ден кога Кина ќе биде лидерот? Па, Кина е веќе економски лидер. Така? Таа не сака тоа да го кажува гласно, американците уште кажуваат дека се со највисоки национален доход и така натаму, меѓутоа Кина... Но се уште пипците ги немаат пуштено баш. Ги немаат до таа мерка, меѓутоа нема веќе мрдање од Кина. Така со Кина мора да се наоѓаат константа се више. Некои константи, некој модус вивенди, а не да се оди во конфликт. И Русија не е за подценување, бидејќи има потенцијален огромни можности во тие своји ресурси и така натаму и во развојот на своето општество се уште не е демократско. И тоа е голем потенцијал за било која држава и за било која земја. Точно. Земја во развој се уште. Така, Америка тука има голема предност пред другите, меѓутоа и некои други земји успешно ја следат. Ја мислам дека можеме уште да тераме, не мислам, не го знам. И им се заблагодарувам на луѓето што не гледаат две емисии и се надевам дека научија за вас некои работи кои што не ги чуле и знаеле до сега. И тука ќе ви се заблагодарам уште еднаш со Good Nature чаевите, со Бусто круасаните, најдобрите македонски круасани и витаминка. Ја имаме тука секако. Ти благодарам многу. И сакам да навиваме на тоа да се случи барем прво ова со представава, а бога ми лека полека и овие проектите со книгите, бидејќи делува многу интересно и дај Боже да го видат. Представата е готова, таа може да секој да ја направи, треба да најдеме само некој. Ристановски јави се. Да, така. Да, ви благодарам и како со короната нели вака, ете така, да сте живи и здрави. Благодарам и јас за оваа покана. Многу работи кажав, многу работи сепак не кажав. Тоа е мој начин на искажување. Вас ви беше убаво? Јас мене беше пријатно, за овие теми секој би сакал да зборам. Многу повеќе би сакал да зборам. И многу подлабински, ама спортот не го ни чепнав? Не го чепнав, а спортот ми е можеби број еден. Моја животна тема. Тоа е моја лекција, значи да си ја знам грешката. Следен пат ветувам. Фала ви. Да, исто така.